Добар ви ден, драги мои пријатели! Ве поздравувам од комплексот Златно буре Кучково, каде што заедно со нашата екипа Вкусот на традицијата сме сите заедно тука и со тимот на Златно буре Кучково. Пред да ви кажам што ќе правам денеска, морам веднаш да го ставам квасецот во топлото млеко. Значи, една коцка квасец во половина литар топло млеко. Топло, значи млако, за да ни се раствори квасецот и морам да побрзам за да не ми се излади млекото. Значи ќе го ставам квасецот, една коцка свеж, или ако немате свеж квасец, тогаш ставете 2 кесички сув квасец. Ќе ставам малку шекер, една кафена лажичка шекер, и еден прстофат сол. Така. Сега ќе го растворам во млекото. Ете така. И сега му наросувам малку брашно. Додека јас ви кажам што се ќе правиме денеска, тоа ќе се зафтаса. Значи, драги мои, во пресред на големиот христијански празник Великден, ние ве поздравуваме и денеска ќе направиме една многу интересна погача на редови. А знаете дека празникот Великден започнува да мириса од кујната. Токму кога ќе го почувствувате тој празник, тогаш имаме чувство дека празникот е дојден во нашиот дома и насекаде. Значи, кога ќе го почувствуваме мирисот на она што го печеме, вариме, динстаме и така натаму. Целиот дом замирисува на празничен амбиент и личи на празникот. Покрај великденските јајца на трпезата, прекрасно е чувството кога ќе имаме нешто измесено. Значи, оваа празнична погача на редови, за да ја направите, многу е брза, многу е лесна, не бара многу компликации, вас ќе ви бидат потребни 500 мл топло млеко со една коцка квасец, со една лажица шекер, кафена, тоа е супена и една кафена лажичка сол. Ќе ви биде потребно 1 килограм брашно пченично тип 400, 100 грама екстра, чувајте брашно, за наросување, за посипување, малку буковец, 4 до 5 чешниња лук, ќе ни требаат 4 јајца, 4 до 5 супени лажици јогурт, една супена лажица вински оцет, Макдонос половина китка, 100 грама дробено сирење и 100 мл масло во тестото, маслиново масло во тестото и 100 мл за премачкување. Ќе ни треба исто така и 150 грама путер. Сега, мојот путер го ставив малку на топло, за да ми се растопи, сега ќе ми го донесат. Најважното е да започнам со подготовката на тестото. Значи, сега ќе почнам да го ставам брашното. Да ја земам лажицата, еве го и путерот ми го донесоа. Значи, почнувам да мешам со дрвена лажица. Сега ќе го ставам маслото. Така.
Сега ќе ги ставаме јајцата. Значи, од 4 јајца ставаме сем 2 жолчки, тргаме настрана. Тоа ќе ги ставаме овдека жолчките за премачкување после на погачата. Сега ќе ставам 3-4 лажици јогурт. Да. 3, 4. Така. Ќе ставам и 1 лажичка винска киселина. Така. Да промешам. Потоа, кога ќе го направам тестото, кога ќе му ставам се, ќе извадам на работната маса да мешам. Сега ќе ги ставам јајцата. Сега ги ставам само белките од другите 2 јајца. 2 јајца цели и третото и четвртото само белка. Така. Одлично. Веќе си правам сега место. Сега убаво и јајцата да ги спојам. Сега ќе го ставам и остатокот од брашното. Прво со дрвената лажица да го дотераме до стадиум за да можеме да го извадиме на работната површина. Така. Ајде уште. Уште ќе треба. Може би и нема да има потреба да го извадам. Нека си стасува прв пат тука. Ајде сега вака. Нема многу да го притискаме, да не го гњавиме тестото, туку полека. Ќе го превртуваме. И мислам дека е супер, да. Одлично, вака ќе го оставам токму тука и потоа нека стаса еднашка, ќе го оставам 30 на минути да одмори тестото, да почне да го зголемува својот волумен.
Сега нека си стасува. За половина час продолжуваме. Еве го тестото. Така. Сега ќе го намачкам малку од озгора со маслиново масло, да не ми фати коричка. Така. И ќе го покријам со најлон и ќе го ставам на топло. Така. Се гледаме со вас откако ќе го зголеми својот волумен. Тестото. Драги мои, тестото, еве го, отиде нагоре. Леле, како е ровко, како е убаво, погледнете. И видете. Мераци, како се погоди. Нема кога се прави со таква љубов. Така. Сега е време да го ставам на работната маса, да го размесам и да го поделам на два дела. Така. И сега, така, од една страна, од друга страна, само да не го мачиме. Многу е важно да не го мачиме тестото. Погледнете како е она. Браво. Сега ќе го поделам на два дела. Од прилика, нели? Од прилика. Така. Видете какви меури има. Погледнете. Прекрасно. Сега ќе развлечам една кора. Кората треба да биде четвртаста. Значи правоаголник. Треба да извлечам правоаголник. Да ја искројам. И треба да биде не тенка многу, затоа што овие треба да бидат дебели парчиња. Можам само да ја продолжам. Така. Сега ќе ставам путер. Ќе ја намачкам. Одлично. Сега ќе ставам од сиренцето. И ќе ставам малку буковец сега. Буковец.
Сега ќе одложам оваа кора настрана. Ќе ја предиплам и нека остане тука. Сега ќе ја расукам исто така и оваа кора. Исто и од неја треба да направам четвртаста кора. Леле, колку е погодено тестото, колку ми е мерак, значи жива срекна сум. Така, ќе ставам уште малку брашненце вака. Сега ќе ја намачкам со бутерот. Од ова ќе ми излезат и две тепси, не само една, туку две тепси ќе излезат. Затоа што имаме 1 килограм брашно. Така, сега ќе го истолчам лупчето со малку сол. Така. Да замириса, значи цела куќа. Сега ќе ја преклопам и оваа кора да чека. Ние после ќе искроиме. Така. Сега ќе ја отворам ова. Така, оваа кора ќе ја ставам одоскора. Сега ќе притиснам малку со оклагијата. Ставам уште малку маргаринче. Така. Само ќе притиснам да ми се спојат двете кори со сиренцето. Сега веќе раката игра важна улога.
Сега ќе го земам ножето. Ќе ви кажам после со нив што ќе направам, затоа ми е чинијата тука. Така. Сега, го зимам плехчето. Вакви два, може би и три ќе наполнам. Го ставам вака, затоа што ќе редам сега. Така нека стои. Нема потреба ниту да го мачкаме, ниту ништо. Само може малку жолчка ќе ставиме тука. Еве вака да ми биде потпрено. Така. За да можам да редам. Така. Сега коцките треба да ми бидат колку 5 прста. Ќе го ставам сега лукчето. Ќе го намачкаме убаво. Така. Така. Сега ќе го ставам и макдоносот. Еве, сега сме подготвени да сечеме. Значи, ќе пресечам, треба да испаднат 3 реда. Така. Мислам дека, да. Треба од прилика да ја направите големината, да одговара на тавчето. Ете така. Може и малку ќе му фрлам сол. Нека има сол. Така. Сега започнувам со редењето. Значи, вака да ми стои, да ми е на рака. Ете така. Значи, 1, 2, 3, по 3. Така. И ги редиме. Еве веќе може, значи, и вака да се редат. Битно беше првите да почнеме. Со првите да почнеме.
како картони. Така ги редиме. Знаете порано како се редеа картоните? Таман има место. И овие да ги ставам. Тестото, значи, како се вртка, оно така си стасува. Еве го подготвен сега за да го премачкуваме. А ова ќе си го ставам настрана и ќе си го испечам. Има и лук во него, и буковец, и сиренце, се има во него. Така. Еве го тука. Нека ни стаса и тоа. Еве ачетката, само најнапред да ги избришам рацете. Ќе му ставам малку маслиново масленце, вака. Леле, какво чудо ќе биде ова. Му ставам сол. Така. И малку маслиново масленце тука. Така. Ох. Ете го, бидна и ова. Бидна и предлогот за Великден, значи ова прекрасна погача на редови. Супер. Сега ќе го протресам малку за да навлезе јајцето, а редната ми е загреана на 200 степени. И јас ќе влезам во кујната да го испечам, а вие останете со нас. Ќе видиме и ќе размислиме со што би можело да го комбинираме и едноставно што и да ставиме ќе биде вкусно и ќе биде прекрасно, затоа што ова вреди да се чека, да се испече и да замириса целиот дом на лукче со путерче, со убаво вкусно топло лепче. Празник за очи, за душа и за стомак. Еве, ова ви ова, великденската погача на редови. Па каде да започнам, не знам. Ох. Гледајте, топла, чади. Ох. Леле. Значи, само неа да ја јадеш, ништо друго не ти треба. Каков вкус. Од озгора крцкава, а внатре како душа. Така. Мирисот на лукчето и путерот. И плюс тоа, присуството на јајцето, млекото, тестото го направила баш како да јадете една најбогата кифла. Така со зачини, со па и сиренцето. Сега има сите да си седнеме и да си ја изедеме. Нека ни е на здравје.
Драги мои, направете, а знам дека многу ќе ви се бендиса, видовте колку лесно, а колку атрактивно изгледа. И само си влечете кришки од ова. Мераци. Комбинирајте си ја со салатка, со макалце, со пиперчиња, со што сакате. Едноставно и така да ја јадете сама од себе прекрасна. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Ако сакате да имате пријател, тогаш најпрвим бидете вие пријател. Се гледаме, довидување, ве оставам во добро здравје.